И добро вечер, драги гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на Тешки муабети, добре дојдовте во студиото на Инфомакс. Ова не мислам дека 8 епизода, трета сезона, го проширивме тимот на Тешки муабети. Вечерва со нас е Горан Костовски, познат твитерџија, попознат под прекарот Чиз, инаку советник на партијата Левица во општина Аеродром. Да. Чиз, добре дојде во студиото. Добро ве најдовме, благодариме на поканата. Јас вчера те представив како најголем борец против новиот светски поредок во Македонија. Добро, тоа малце... Сгрешив или? Не. Па... Сега, што подразбираме по тоа најголем борец? Јас сум борец за Македонија првенствено. Да. Понад за тоа што е над за новиот светски поредок, да речеме, више преголем залак тоа да се рече дека сме некои. Па добро, борци, ама мислам дека ти и уште неколку луѓе во Македонија полека успеавме да им ги отвориме колку толку очите на луѓето, за да бидат свесни со што се соочуваат. Ги гледаме сега здравствената состојба на Бајден, гледаме какви глупости тропаат буквално овие евробирократи. Значи гледаме дека тие луѓе во суштина не ги држат конците кај себе, дека тие не раководат со државите, со институциите, со кои него има некој во позадина кој што едноставно ги одредува светските текови. Претпоставувам ти многу порано од мене си го видел тоа, малку пошто сум помал покасно, ама тоа е тоа. Јас и ти се знаеме од движењето Бојкотирам. Да. Ти беше пред 4-5 години некаде. Да. Го избојкотиравме референдумот. Победивме тука за референдумот, после собрание не зезна. Така да нашата победа и славење траеше кратко. Тоа е тоа, политиката е знаеме што. Да не кажуваме сега. И се во однос на ова со новиот светски поредок и овие, да речеме, западни лидери, тоа и порано беше така, никој не ги држеше конците од нив реално. Секој некогаш од позадина ги влече конците, меѓутоа сега веќе тоа е очигледно, на очиглед на, ако беше порано некоја конспираси теорија на заговор, сега е веќе доста очигледно се гледа дека Бајден, например, не ги држи конците во Америка, Урсула не знам колку ги држи конците, не знам, со такви некои изјави кои што ги има, што се буквално смешни. Пред емисија зборевме изјавата на... Па да, излезе пред Европски парламент на некој обраќање таму и кажа дека русите ги краделе чиповите од машините за перење во Украина за да прават ракети и авиони. Мислам, тоа мало дете ќе се смее на тоа. Крадеше бела техника. Да, најверојатно правил ракети за намесечината, така да тоа и мало дете би се смеело на таква изјава, не па да дојде од некој што е на врвот на Европската унија, што е председател на комисија и такви работи, мислам смешни изјави. Добро, мислиш ли дека коронава и се што се случуваше со локдауните, со присилната вакцинација, мислиш дека тоа разбуди најмногу луѓе или едноставно прашање на време беше кога ќе падне завесата и ќе го видиме волшебникот у позадина? Па завесата уште не е падната, меѓутоа полека се назира, да речеме, што е, како е, кој ги влече конците. Короната беше као, не знам, се они ако ги следиме овие од дечки од новиот светски поредок, од светскиот економски форум и такви некои што прават манифестации и собири, они убаво си кажуваат дека короната за нив е шанса да воведат тој нов светски поредок, нова некоја технократија, некоја нова четврта индустријска револуција или како го викаат тоа, каде што човекот ќе се спои со машината, со компјутерот, каде што има некои изјави дека ќе хакирале човечката душа или човечките мисли, ќе знаат све што правиме. Оно е докторот на Клаус Шваб, што е тој Јувал Ноа Хараре, има такви изјави што се така застрашувачки, да речеме, меѓутоа мене лично се смешни. Негова, мислам, толку ми беше на Борнишево, викам, и што продаваат овие по продавници, по маркети обично. Па добро, сега можеби има некоја популација од светско население што би сакало тоа да се случи, меѓутоа мислам дека мнозинството не би отишле по тој пат, што е, да речеме, некој утописки пат, што тешко дека ќе се оствари. Моје лично мислење кога ги гледам тие некои работи кои што сакаат како да го заплашат човекот,
ми е баш буквално таа агенда да се заплаши народот, да се плаши од нив и со тој страф и го владеат, ја владеат свеста на луѓето. Ако луѓето не се плашат или ги смеваат тие некои нивни обиди за заплашување, контролата ќе биде на самите луѓе врз себе, да, нема да дадат на нив контролата врз процесот. Онака имаш ли некој момент у животот кој што, не знам, те разбудил, ама нека овие либерали што се разбудени, него те разбудил едноставно да доеш до заклучок дека тоа што го гледаш на телевизија, тоа што го читаш, не е тоа така. За мене, например, беше 9/11. Јас мислам дека некаде уште од 2007-2008 година Вујко ми пушти документарец за 9/11 и викам, абе чекао како, знаеш, идеш прво нешто што го запамтуваш е моментот дека гориво jet fuel cannot melt steam. Да, не може да ги стопи челикот. Челикот се топи на 3000 степени, горивото гори на 1500 или 1600 степени. Да. Така да тоа да, има доста во Америка доста разбуди луѓе тоа да речеме, меѓутоа во остатокот на светот мислам дека од поодамна се разбудени луѓето за уште од колонијално време или во Кина, например, да речеме Индија се разбудени уште во колонијално време, пошто виделе како тие колонии, да речеме, гувернери англиски, француски, како владееле со нив и каква репресија им правеле врз тие народи, така да тие народи се доста разбудени од поодамна, више традиција кај нив. Сега полека гледаме Западот дека почнува населението во Запад да се буди, почнуваат протести поготово во Европа, па и во Америка, Канада имаше со камионџиите протестите кај што се виде апла дека Трудо, како се вика, канадскиот премиер и почна да им ги затвара сметките во банка. Значи, доколку им се даде контрола над се тоа, они ќе искористат таа контрола за да воведат репресија и диктатура, да речеме. Добро, автократска. Како сега нели можеме да збориме за технологија на владење, ама кај нас Путин важи, нели, барем кај нашава власт важи за диктатор. Како Трудо не е диктатор кога забрани слободно собирање на граѓани, слободно изразување на незадоволство. Тоа е хипокризијата на Западот која што поставува стандарди за другите дека треба да дозволуваат протести, иако нешто има протести па има некои апсења, па тоа е автократски режим или такво нешто, а самите дома не ги практикуваат стандардите кои што сакаат да ги постават во светот. Тоест кај што сакаат да контролираат дел од светот. Па можеме ги спомнеме и протестите што беа на Black Lives Matter. Значи они беа во сред пандемија, буквално пола Америка гореше. Проблем е сега за американците и тероризам, нели, пак се оди со таа квалификација, оно што се случи во Сенатот, мислам. Јануари, во Конгресот, 6 јануари. Да. Па во сред пандемија кога затвара школи, не смеа луѓето од дома да излезат, кажи го Фаучи ли беше кога имаше протести за Black Lives Matter, дали треба локдаун, тоест да ги забранат протестите, да не им дозволуваат да излегуваат за да не ја шират, нели, болеста. И они излезе дека тоа не требало да се затварат, можело слободно да се има протести, како демек короната таму кога има Black Lives Matter не се шири, ама ако идат луѓе у продавница или деца во школа се шири. Па добро, носеа ски маски. Абе добро да се маска да ограбува. Колку штити, не штити уопште од вируси, овие што се платнениве и обични хируршки маски, се знае каква маска штити, да речеме, од тие вируси. Тие маски дали ни 2% од населението не ги носе или 5%, сите носеа платнени хируршки. Така да се гледаше како лажат, како кажува едно, па после друго, па трето, како им одговара, така и си го тераат наративот, тој некој нивни што е. Имавме, баш се сеќам на CNN имаше новинарка во збори и вика the protest were mostly peaceful, нели, во главно мирни протести, позади не се гори. Продавница што запалиле овие после од кого е ограбил. Па се гледа дека мас медиумите во Америка сите заедно се контролирани од еден центар, се тера еден наратив, дали има еден, двајца, тројца што излегуваат од тој некој наратив што е главен, како Такер Карлсон или уште некој
понепознати Краудер, луѓе. Алекс Джонс. Ма добра, ма тие не се мејнстрим Не се медиуми, мејнстрим, зборам за да. мејнстрим медиумите, дали еден двајца имаш излегуваат од тој некој наратив што е централизиран и што сите мора да го повторуваат и самиот тој наратив им паѓа во вода затоа што се гледа како лажат, цела хипокризија им се гледа, еднаш за Black Lives Matter викаат не се шири короната, ама ако излезат на пример некој на Трамп поддржувачи да протестираат одма тука ќе ги апсат, ќе се шири короната. И мене за јануари 6 многу ми заличе на нашиот момент за влегување, значи тоа беше исто ги спровоцира Ние луѓето да напишавме влезат. инаку ден пред да се на 5 јануари се збореше дека ќе има огромни собери, ние пишавме следували 27 април во Америка. Да, и мене многу ми личеше како тоа сценарij. нашето да беше као генерална проба за тоа што ќе се случи во Америка. Мене тоа ми беше единствена утеха, знаеш, тоа и со Палчо, со Чичи сме го правиле, тој мове сме го разговарале. Мене ми утеха тоа што не само македонскиот народ, секој еден народ у светот може да биде излажен. Па дури ете и американците. Не е битно. Ако е доволно силна пропагандата, ако е доволно силна манипулацијата, ако е исплашен народот, ако се погодат, едноставно тоа се некои ментални моменти во човековата психа, можеш да го изведеш човек како сакаш, да го изманипулираш. Па тоа кога ќе гледам од денешна гледна точка, пред да постојат овие социјални медиуми и интернетот волку да се популаризира и секој да има пристап до него, сигурно дека све е било пропаганда и све е било лажење од денешна гледна точка, бидејќи сега со излезот со социјалните мрежи, алтернативни медиуми и све што има моментално на интернет, веќе тој не може така лесно да лажат огромниот дел од популацијата. Се гледа дека третина минимум од популацијата више не им верува на мејнстрим медиумите како CNN, Fox, BBC, CNBC и самите анкети во Америка покажуваат дека довербата во тие мас медиуми, мејнстрим медиуми е на најниско можно ниво и цело време паѓа овие години. Добро, Последниве 5-6 години. имаш ли, јас не можам онака да го тргнам од себе тоа чувство дека на некој начин се е договорено. Зошто? Еве ќе дадам пример еден. Елон, ние, нели се говореше, се шпекулираше, Бил Гейтс ќе ги чипувал луѓето и така натаму и така натаму. И сега контра тежата на Бил Гейтс е, да речеме, Елон Маск. Елон Маск отворено излегува и вели, ние работиме на Neuralink, сакаме да го поврземе човековиот мозок директно со компјутер. Мислиш ли дека и двете страни се, да кажам на паричката, контролирани, со единствена цел да се спроведе таа агенда која што е однапред зацртана? Па види, некои работи што ќе доаѓаат во иднината не може да се избегнат, многу во зависност од тоа кој го контролира тоа, дали е централизирано, дали се контролира од еден центар, што е опасно, или е децентрализирано, се прави кој како сака, на пример, по слободна волја на човекот. Сега Елон Маск, колку што разбрав ја, што сум читал и од него, он сака тоа да го поврзе за луѓе без со инвалидитети, со ова со она, за да им се помогне со простетика, со ова со она. А Бил Гейтс сака тоа да биде некоја контрола врз здравјето на луѓето, на пример ако ти стават некој не чип се, они прават како татоважи. Да. И да ти контролира све кај идеш, што болест си имал, дали си вакциниран, не си вакциниран, која вакцина си ја примил, која не си ја примил. Историја на болести, сите тие податоци да ги има, да речеме, у таа некоја си као миниатурна тетоважа што би требало да имаат луѓето или што он сака да постане стандард во медицината. Меѓутоа, човекот си има слободна волја, така да не знам колку можат да натераат луѓе да ги излажат така сите да направат. Сигурно еден дел од популацијата ќе доброволно ќе отиде тоа да го направи, меѓутоа огромниот дел мислам дека ќе го гледа тоа со скептицизам и нема да сака да влезе во таа агенда. Имаме еден голем фан кој што во моментов не прашува зошто не збориме, на Телеграм ми пишува да го поздравам, нема да откриам кој е, зашто не збориме за референдумското прашање. Отидовме од друга насока, спомнав дека се сретнавме за прв пат за референдумот. Кој е твојот за преспанскиот договор? За преспанскиот договор, да, кога го бойкотиравме, нели бевме дел од тоа движење бойкотирам, имам и слика тоа да го кажам. На Крушево.
сега Левица излезе со свое референдумско прашање. Да. Јас сега го дознав, мислам кога беше Апасиев Да, сега на Апасиев. само интервју на Канал 5 го дознав прашањето, не го знаев. Кој е твојот коментар? Мислиш ли дека ќе реши? Јас си стојам на својот став дека едноставно новата влада, која и да е, може да вети пред избори дека ќе го раскине тој договор со Бугарија и нема потреба од референдум од аспект што јас искрено се плашам бидејќи тој ќе биде задолжителен. Стравот мене ми лежи во тоа дека ако не успее референдумот, онда за нас задолжително би било, односно за било која следна влада задолжително би било да го почитува тој став изразен на референдум и да не може да се поништи. Па со оглед на искуството од Преспанскиот договор што го имаме и тој референдум што беше за Преспанскиот договор за Северна, тука владата ништо не испочитува. Си истара агендата од надвор како што им беше, пошто цела влада моментално не е вазалска и сите се сикофанти, тоест се сикофанти на странците на западот поготово. Овој референдум, моje мислење е дека Џафери сега им го одбинили на ВМРО ДПМН тоа прашањето што им беше ради негови X причини, што немаат врска со правниот поредок и правната држава. Мислам, не е он уставен судија да цени, он требаше само да го продолжи таму. После ако сакаат уставно да го бутаат, треба со представка до уставен да го прават тоа. А уставниот суд и онака им е под контрола, така да може тоа да го направат на по демократски, по праведен начин, пак ќе беше на сила, ама добро. Јас мислам дека ова прашање сега Левица што го поставува, конкретно за референдумот, мислам дека Апасиев ќе направат сега финта, Апасиев ќе го протне низ да оди до комисија таму што е правна комисија во собрание и правната комисија ќе го одбие. Тоа е моje мислење или таа другата за политички системи, за да не биде он сега пак у спотлајтот, да биде ќе го остави на друг. Пошто се нема потребното мнозинство. А може и на пленарна да не го изгласат, бидејќи нема потребно мнозинство, што не би требало да биде, зашто иницијатива ако доаѓа граѓанска иницијатива, ако е уредна со потписи собрани со све, треба да си продолжи по правило како што ни е по устав и по закон, треба да си продолжи со собирање на тие 100.000 колку беше потписи, па понатака и референдумот да се одржи. Зошто ви го дозволиле сега ова прашање? Мислиш дека ќе лепато на моментот дека е анти-ЕУ, анти-НАТО, антизападно, пошто самото прашање кое што го предложи Апасиев денеска го кажа во емисија, гостуваше на само интервју. Самото прашање кое што го кажа е дали сте за преговори со условот на Бугарија? Еве го точно. Дали сте за продолжување на преговорите со ЕУ со прифаќање на собраниските заклучоци? Да, тоест тоа бугарските барања фактички се содржани во тие во заклучоците на собрание. Па тоа не го гледам тоа како против ЕУ, бидејќи ние сакаме да преговараме со ЕУ, тоест како Левица има став да преговара со ЕУ под еднакви односи, како две еднакви страни или и со Бугарија исто. Тука више нас ни се наметнува на сила бугарската волја, што сака да ни се наметнува на сила ние да прифатиме. Ние сме суверена држава, треба да си имаме слободна волја и слободна дипломатија, да може да преговараме на еднакви односи. Моментот кога ние како држава го добивме тој француски предлог и како јавност беше јавно обзнанет, мене ми стана едно нешто јасно. Ние не можеме да влеземе во ЕУ како македонска држава со македонски идентитет, јазик, историја и се останато. Да. Така да, па и до вчера не можеме, претходно Грција блокираше, па еднаш и Франција не изблокира за преговори, ако последниот пат од кога го сменивме уставот и името. Сега Бугарија виде дека можело и она се ќе си бара, ќе си блокира. Не знам што да кажам, ЕУ гледаме дека гледаме дека политичката елита во ЕУ е детачирана, така одвоена од реалноста малце. У последно време тоа више апла се гледа и од својот народ е детачиран. У Белгија има протести, у Холандија има протести. Еве мене не ми е терат некоја агенда што не им се допаѓа првенствено на европските граѓани, тоест на нивните граѓани од Франција, од Германија, и се гледа дека револтот е се поголем
за таа политика ЕУ што ја води и ќе се зголемува тој револт и јас очекувам да има некоја смена на политичката елита во Европа, бидејќи Европа ќе биде во и следи огромна криза со зимово и со се комплет што е со санкциите и околу Русија и Украина војната. Добро, види, мене ставот поднос на ЕУ на левица сега ми го разјаснуваш, ама пак еве ќе кажам како зошто левица поддржувам членство на Македонија во Европската унија, кога де факто станува збор за унија која што е основана врз економски и политички интереси на крупниот капитал де факто, нели почнува со таа унија на Челик и Јаглен. Апсолутно Европската унија во моментов, а мислам дека и низ историјата никош не се грижала за обичниот човек, за обичниот граѓанин, луѓето кои што вие би требало да ги представуваат. Види се, во ЕУ има разни политички сили, моментално во политичката елита и на власт, да речеме, во ЕУ, се некои, според мене се, како да кажам, ретроградни сили. Начело има други прогресивни сили што во иднина можеби ќе надвладеат во ЕУ, како на пример кога ги гледаш овие од Ирска или од Шкотска, од кај се, од Ирска мислам, пратениците што ги реметат доста доста логични, рационални, да. Значи ние соработуваме со тие такви некои левичарски движења поготово во ЕУ. Сега знам, па си ја спомна и дека ќе одат наши двајца во Брисел да се видат баш со тие такви радикални, прогресивни, левичарски движења и партии. Така да ние соработуваме со нив и левичарството е фактички не е глобализација да биде све од еден центар, него интернационализација, секоја суверена држава да биде дел од некој фер, праведен поредок, не базиран на правила кои што Америка ги наметнува на другија, самата не ги практикува. Тие некои, нели, како што викаат rules based order. Да. И демек Путин сега или Кина се бори против тој rules based order со некои они барат на почит на меѓународното право. Да. Што по правило така и треба да биде. Обединените нации се врз тоа базирани, меѓутоа Америка стана со распадот на Советскиот сојуз, на комунизмот тој дел, стана неприкосновен хегемон во светот, можеше да проектира својата и економска и воена моќ каде сака скоро, освен во, да речеме, поголемиве земји, што се. И тргна во тој пат на некој си да поставува собствени правила за остатокот од светот, а она да игра без никакви правила или што сака да прави во светот, па дојдоа војните во Ирак, во Афганистан, во Либија, во каде све немаше војна, во други афрички земји, Сомалија, Јемен, сега со Судиска Арабија, што се Сирија, многу шарени револуции направија низ цел свет. Меѓутоа веќе светот се буди и више не може таа игра, според моје мислење, не може со истата игра, веќе со истата стратегија да го владеат светот и се менуваат полека геополитички. Дојде мечката, заигра мечката у студиото на Инфомакс. Сигурно има нешто да каже за референдумското прашање. Не ми рекол дека таа технологија се уште не е функционална. Гледаме што се случува во Иран, класично шарена револуција сценарио. Да, класично Мајдан сценарио. Значи, да речам, тие малце по-ретроградни општества, како што беше Украина, ретроградни, не се ретроградни, дошо се изрази по-традиционални општества, како што беше Украина или како што е Иран, тие работи малце по-лесно им палат и ги протнуваат. Впрочем, и затоа е толкав буџетот на Пентагон, најголем буџет имаат од сите институции во САД, и онака беше САЙОПС департмент. Да, дека голем дел. Да, не знаеме колку. Сега, пошто ја доцнам на емисија, прво да му честитам на ЧИС, на Горан Костовски ЧИС, на првата емисија. Се надевам дека ќе ги истераме цела сезона. Инаку ЧИС е, според мене, вага не сум го кажал, ама е прв пат јавно ги кажам, ЧИС според мене е еден од оние луѓе кои што значат авангарда на македонското политичко поднебје. Иако активен до сега можеби не бил многу по медиуми, од проста причина што ни еден центар на моќ или во ситуацијава политичка моќ не сака авангарда, па предпоставам дека таму и
тоа неговата цензура, да речем, по медиумите. Еден од читаните, највлијателните Твитер профили во Македонија, актуелен советник во општина Аеродром, член на Левица, човек со кој што не му одговарам, пошто нема мој Твитер профил, ама го читам доста. И можам да кажам дека 98% од објавите што ги има не се согласувам со него, ама баш тоа е причината што ние вака кохост у наредниве епизоди, затоа што тоа е тоа што вистински значи демократија, да ја отвориме дебата, да ги спротивставиме мислењата, да видиме кој е кој, што е што. Чиз, добре дојде у тешки муабети, добре дојде Инфомакс. На прва како се осеќаш? Супер, окей. Мало е пената, нема тензија, нема. Иако некој сега да представи дека е нешто паѓа му десе со ова, не се замараме со никој, со ништо, се замараме само со тоа да не бидат, да се стави крај на лажењето и на плјачкањето на македонецот. До кај стигнате со теми, не знам што разговаравте стварно. Рипаме доста од тема на тема, пошто ете, ова е некоја емисија увертира кај што вели гледачите ќе имаат можност да се запознаат со твоите ставови. Ја би сакал уште малку да се вратиме на околу прашањето за референдумот. Апасиев кажа пред малку на интервју како ќе гласи прашањето. Види околу референдумот, без разлика кој го предлага референдумот, дали тоа било ВМРО и Мицкоски, дали тоа била Левица и Апасиев, мислам дека референдум е катастрофално решение за разрешница на ова прашање. Мислам дека се става премногу голем влог на коцка која што речи се сигурно е наместен. Значи ние не можеме да тврдиме, не може да тврдиме дека нема да се соберат 940.000 луѓе на референдум. 940, да, пак е многу, 940 помалку, така да невозможно е да се соберат. Секоја математика, секој аналитичар, секој малку помалку да речам образован политички знае дека тоа е невозможна операција. И мислам дека на тој начин ќе се легитимира овој предавнички чин, овој не знам, веќе немам зборови да го предавнички чин е више влезен во легална процедура и легитимиране. Сега работата е бркање пратеници за промена на устав. А добро еве. На пример, чист. Зашто немаме една иницијативност? Знам дека пратениците на Левица имаат собствена иницијативност. Имаат кај себе желба да направат нешто што не го прават другиве пратеници кои што нели се прават многу културни и да не кажувам какви други вакво да не им редам епитети, ама нели мислиш дека е подобро да се одземе муницијата на власта, а муницијата во ситуацијава се пратеници, или да им се одземат метите да немаат кон што да пукаат, да немаат опција да ги напуштање на собрание. Па види, напуштање на собрание, сега го гледав и Апасиев, е поише бегање и они ќе си тераат закони, многу штетни закони ќе ги стераат за рок од месец дена, а вака колку толку може да се блокира. Нашиве двајца пратеници ако го напуштат собранието, ај вака околу таа логика да збориме, да ќе донесат закони кои што се штетни. Правиме муабет дека има опозицијата, вкупната опозиција има доволно рейтинг да ја сруши оваа власт, така? Дали може да размислиме вака? Ако денеска донесат низа на штетни закони, ние за 6 месеци од денес имаме избори, се промени власта, може да се укинат закони да се вратат на првобитна состојба? па се може да се направи. Сега тука дали може да го промениш предавство? Дали може да го избришеш предавство? Сега конкретно ако збориме за Левица, да го напушти два пратеници, да го напуштат собранието, нема ништо да се види тоа. Збориме за Левица, збориме за вкупната опозиција. Па сега треба да се седне на маса, да се договорат и сите комплет да напуштат, ако више се прави таков потек, меѓутоа моje лично мислење е дека и да ги напуштат тие, да речеме, да не им даеш муниција што викаш ти, они ако купат пратеници, тие 5, 6, 7 што ќе ги купат, ќе си дојдат и ќе си гласа. Нема разлика у тоа дали се напушта на собранието или не. Нашиот тим од Левица, правен тим да речеме, пошто ја не сум од правниот тим, не се разбирам многу од право, иако знам така лаички доста работи.
има доста разговарано пати на оваа тема и од политички и од сите други причини по-логично е да се остане во собрание и да се бори. Да се бори внатре со блокирање штетни закони и било каква друга опозицијска, да речеме, што е начин на борба во собранието. Народот, гласачите особено, немаат повеќе доверба дека останувањето во собрание значи и борба. Ние до сега, не зборам за левица, пак не конкретизирам левица, туку зборам за опозицијата. Од тоа што до сега го видовме како делување на опозицијата, останувањето во собрание во секоја инстанца, дали тоа било промена на устав, дали тоа било двојазични лични карти, дали тоа било службен јазик и албански, дали тоа било бугарски договор, дали било француски предлог, дали било закон за јавни обвинители, дали било не знам што, закони клучни. Останувањето во собрание стана пракса на опозицијата за да може да тргува со сопствените интереси. Значи опозицијата ги користи овие големи да речам потфати на власта за да истргува нешто што е во нејзина корист. И тоа не верувам дека е борба, тоа поише мислам дека е и тоа се докажува низ 4 по 5 години, нели? 4 по 5 години ние имаме еве сега за малце се степа ова она и тоа е тоа. И имаш ти имаш ти како се вика убацување на парадигма активна блокада. Прво само по себе е активна блокада е идиотизам, заради тоа што блокадата е активна. Е активност е блокада, не може биде активна или пасивна блокада. А во суштина, што е оно што го кажи колегата Лато, што е работата на опозицијски пратели? Да блокира тоа што не му е да го блокира она што не му е идеологија или што не му е програма или што мисли дека не треба да се донесе, нели? Сега, ако гледаме така, неколку пати видовме дека се прават пазари, prvenstvено со пописот. Со пописот се направи пазар, нели, ќе даеме попис за фингерпринт, па ќе го проверуваме резултатите со фингерпринтот, тоа гледаме дека нема ништо. Па овие 30 години се научени СДСМ и ВМРО ДПМН да си го прават тој пазар од позиција опозиција. Тука имаше некој куршлус додека беше Груевски на власт кога СДСМ излегува од собрание, меѓутоа тогаш СДСМ кога излегува од собрание, СДСМ има поддршката на меѓународната, нели, тоа да го направи за да со тек на време почне да се руши Груевски бидејќи не сакаше да смени името, нели, сите тоа е очигледно. Не сакаше да прифати тоа, не ги прифаќаше тие ултиматуми што беа. И гледаме дека и до ден денес тие пазари се случуваат, ти ми даеш ти мене ова, ја ќе ти дам ова, ја ќе ти попуштам тука, ти ама ова ти дај ми. И сега до кај ќе иде тој пазар, дали ќе оди тој пазар до промена на уставот, ќе видиме. Јас мислам дека доколку ВМРО ДПМН по втор пат го направи исто како што го направи претходниот ешалон што беше пратенички, состав нивни, мислам дека тука може да се стават клучна партија и мое мислење, не верувам дека, мислам дека ќе се бора тоа да не се направи. Меѓутоа доколку повторно се случи тоа, толку ќе биде више од ВМРО ДПМН и СДСМ гледаме паѓа на анкети испод 200.000 гласа се и они ќе паднат испод 200.000, ќе останат со тие што им се од интерес членови толку. И ќе дојдат некои други играчи на сцена што ќе ги заменат. Тој вакуум мора да се пополни. Од овој аспект сега ти кажувам, од овој аспект нели е пологично да се напушти собранието, да се оди на блокада на улица, на блокада на институции, на повлекување да речам на функционери, имаме нели совети, сега има градоначалници и слично, на таква блокада да се направи, за да се направи една политичка криза која што ќе мора да се решава или на избори или во влада за широк спас. Нели е тоа пологично малку? Има некоја логика. Пологично е, мислам, од референдум кој што е коцка. Види се, со самото тоа што го одбија референдумско прашање уопште да не иде ни процедурата понатака до пленарна, се гледа дека власта не сака да има референдум. Имам некои информации за анкети дека огромен број на поготоа македонци
ќе гласат против тој француски бугарски предлог. Колку се тие бројки од прилика вака? Па види се, ако излезат 700.000 и гласат против, ќе им пропадне перцепцијски целата приказна дека огромно мнозинство од 600.000 гласале за Северна, нели? Добро. Тука ќе им се изгуби наративот малце, перцепцијата и од тоа мислам дека се плашат. Пошто 900.000 стварно ќе биде тешко доколку СДСМ и ДУ и албански ве бойкотираат, а меѓутоа 700.000 се реална бројка што би можело да излезат според анкетите. Види, мене тоа И од тие 700.000 95% би биле против тој промена на устав и бугаризација и све што иде со тоа. И тука мислам дека се плашат перцепцијски и затоа и не ни дозволуваат да се оди на референдум. Тука е кваката. Јас по друга Бидејќи да пропадне референдумот, ние ништо не губиме. Истата ситуација останува. Ќе биде она што го кажува Александар, ама тоа ќе биде пак уште еден пораз. И не можеш од овој момент да претпоставиш како народот ќе реагира на таа бројка. Да, она е бројка за поздрав, значи голема бројка во секој случај, 700.000 гласови. Јас мислам дека опозицијата, без разлика дали е левица или ВМРО, се надеваат дека тој политички капитал од референдумот после ќе се рефлектира на следните парламентарни избори. Ама можеме да имаме и обратен процес, каде што народот ќе се разочара. Мислам дека мотивот за референдумот не има врска со некој политички капитал за наредни избори. Политичкиот капитал и ние го имаме и ВМРО таа предност што има и го има сега за сега. Не гледам причина зашто би го изгубиле тој капитал, бидејќи како што иде економската криза, цел фокус на кој ќе биде виновен, се знае кој ќе биде, власта ќе биде виновна. Ние не знаеме зимово дали уопште парно ќе имаме дома или ќе треба да купуваме печки на дрва или не знам на струја, кога се грееме па ќе ни дојдат сметки од 2000 евра за струја, така да ќе видиме што секако доаѓа тежок еден период, интересен период и за нас и за целиот свет. Така да ќе видиме кој ќе биде најпаметен и ќе улови највише во матново што доаѓа, да. Добро, кога разговаравме што ќе збориме за емисијава, јас сакам од тебе да направиш некоја проекција. Како мислиш дека ќе се движат гласовите на, еве да кажеме, да почнеме од левица на следните парламентарни избори, да направиш проекција колку пратеници би имале од прилика? Бидејќи се гледа дека расте партијата. Дека е пораснато, да. Има активности например на социјалните мрежи од отворање на нови штабови на. Да, сега ни е предвадено вчера го отворивме на Facebook. Кај нас во општина Аеродром, пошто имавме мало едно штабче у Бисер, едно мало дуќанче. И не може собереме, ќе викнеме состанок, 20-30 души ќе дојдат, 10 души собира внатре и моравме да прошириме. Сега проширивме малку поголема квадратура. Кај три бисери. Како Велија Рамковски у дуќанчина почнавте. У дуќанчина, у канцеларија. Ситна роба дуќанчина. У канцеларија ја реновиравме цел тука, направивме све стилски убаво. И дојдоме, отворивме, беа сите и од Президиум, и од Централен, и од други градови ни дојдоа на гости. И свечено отворивме канцеларијата и сега како што ни расте гледаме и по самото членство во Аеродром е доста пораснато, да речеме, од парламентарните па до локални порасна, па сега дополнително расте. И нема место едноставно, кој ќе викнеме состанок 30-40 луѓе кои ќе дојдат, мора да имаме простор каде да седнеме, да разговараме. Да го скршам мразот, само дека имате негде околу 100.000 гласови. Па по анкети меѓу 80 и 100.000 се тие нели плюс минус 1-2% што идат. Меѓу 80 и 100.000 гласа, меѓутоа проблемот е кај нас што се 6 изборни единици, така да ДУИ со 100.000 гласа може да има 15 пратеници, а ние со тие 100.000 гласа може да имаме 7-8. Ме разбираш. Што е пак завидна, што е добра бројка. Све над 5 е, според мене, све над 5 пратеници на наредни избори ќе биде успех на левица. А под 5 ако биде, ќе биде малце, добро, да речеме, неуспех. Се појавувате ли на политичката сцена како Kingsmaker? Оно што го викаат американците Kingsmaker, мислам на одлучувачки политички фактор кој ќе формира наредна влада. Ова го говорам гледајќи го и јас го гледав интервјуто на Пасиев, вели услов за гласање на следната влада ќе биде укинување на договорот со Бугарија. Па ние и претходните парламентарни избори во програм услов ни беше укинување на Преспанскиот договор. Ќе остане ли тоа? Пошто бугарскиот не беше нешто многу актуелен тогаш. Сега ќе остане и тоа и ќе се дополни со овој бугарски договор, бидејќи значи никој нема да направи. И бугарскиот и преспанскиот договор може да се укинат со одлука на влада
Се со Преспанскиот е малце проблематично, пошто уставот е сменет, тука ќе треба да се види како правно би се изиграло тоа, меѓутоа сигурно не биделе со собирање двотретинско мнозинство, него биделе со постапки во суд, кривични, за велепредавство и за такви работи. Мислам дека тоа е побрзиот пат и полесниот пат, доколку левица, да речеме, еден ден во блиска иднина или во средна некоја далечна иднина освои власта. Се ти Боро, 95-та, како беше? ВМРО не очекуваше власт, доби власт. 90-та година, првите избори, Не очекува да победат. не очекува да победат воопшто. Очекува исто 5-6 претеника да добијат. Завршуваат изборите, добиваат мнозинство. Не знаат што да прават. Што да правиме сега? Власт треба да правиме, влада треба да правиме. Да, добро, тоа специфично време беше тогаш уште во комунизам бевме, а ВМРО не беа више вмрежени у тој некој систем, така да и Зашто мислиш дека не може да се деси таков сценарио? И што ќе правите, нема можете директори да најдете. треба уште мислам дека Така да си дадат тоа ќе се за кадри ќе се најдат. Републикава има кадри, не мора да бидат сите партиски Весели. кадри, може да има експерти, професори, некои што се докажале, да речеме, не од овие што се улизов сикофантиве, него што имаат став професори. Кажи ги да лижи речеме. гзов се. Да. Така да за кадар ќе се најде кадар. Меѓутоа мислам дека уште општество му фали уште некоја година да пројде низ цела ова пропадне премрежија, за да се оттргне од тие две големи партии, вака да ги пушти низ вода. И они не пуштаат ностоп низ вода, така да. на спукување Да се помеѓу Арсовска и Мицкоски. Па не знам, мене ми дое така нагло, не го пратев многу, меѓутоа мене ме загрижува тоа што Скопје не може да испаштаат ради тоа. Се, нели, овие имаат мнозинство, она има, па ќе блокираат у Совет, ќе блокираат ова, ќе блокираат она. Меѓутоа, неам некој став околу тоа, за они си знаат што си прават. Више, ВМРО по трет пат ја прави истата грешка со независен кандидат, нели, првим беше Пенов, као независен, па им сврте грб. Зашто е тоа инхерентна грешка? Сега ВМРО допомне, ВМРО допомне и сега Мицкоски декларативно се бореа за намалување на корупција, на спречување на криминал во институции и слично. Да, декларативни беа у тоа. И сега кога имаме ситуација во која што првиот човек во град Скопје пријавува практично таква ситуација во обвинителство и ја обзнанува јавно, ние немаме нормална реакција од ВМРО допмане, него имаме реакција на страф. Затоа што знаеш кога overcompensating кога правиш, за да го нападнеш тој што те фатил, значи има нешто што криеш. Се што се случувало таму, си има институција, обвинителство, финансова полиција, се колку и да се ќе си проверат таму. Јас ќе го кажам. Каква е таа логика? Ти да кажуваш дека градоначалничката имала некаков интерес, да се обидуваш да ги отврдиш обвинувањата дека директорите биле под контрола на, како што кажа Арсовска, шпицниот градоначалник, да се обидуваш тоа обвинување да го отфрлиш и другиот ден да им наредиш на сите директори во предпријатијата да си дадат оставка. Па се гледа дека е више дојде на таа војна некоја што каде што градот, тоест жителите на Скопје ќе има еден период кај што ќе изгубат, да речеме, проекти ово. Ако тие директори на вистина работеле во интерес на граѓаните, тогаш зошто слушаат партиски директиви и си даваат оставки? Треба да ги прашаш нив сега, не знам како што Не, да ти окей, кажам, да. не анализираме, правиме не очекувам од тебе одговор конкретен, него правиме модел. Па види, 30 години истото се случува, каде што, да речеме, тој што е на власт, дали во локална, дали во вакво, гледа да си ги постави роднини, партиски кадри, да си ги вработи, да си ги вдоми, за да се шири гласачкото тело, нели, со фамилиите нивни да гласаат све. И тоа е еден таков систем некој, она, како се викаше, политикански систем, кај што
политиката се меша во да, се меша во секој слој на општество, нема и у спорт, и у најминимални клетки на општество, што се вика до фамилии се меша политиката, така да треба да излеземе од тој клиентелистички систем. Тој избор го барав. Значи, и затоа што тој систем очигледно не носи нас во пропаст. Да, и да влеземе и во ЕУ, и во Америка, да влеземе као 51 држава, ние пак тука ќе бидеме црна дупка. Така да тоа не ни решава ништо, треба ние тука од внатре да излезе тоа, да се оправиме. Добро, да се подобриме. Јас кога ти го поставив прашањето, имам една теза која што мислам дека многу лесно ќе се оствари на следните избори, а тоа е да имаме бугарско сценарио кај што никој нема може да формира буквално влада. Да, најверојатно. Па види со тоа што преска збореше како левица би дошла на власт, ако не бидат пак блиску, да речеме, до кај 5 пратеници меѓу ВМРО и СДС, ако не бидат така блиску, левица нема да биде кингмейкер, зашто ВМРО ако има 52-3 да речеме пратеници, и не знам Алијанса и БЕСА заедно ако идат, ако има 10-12, не им треба левица. Меѓутоа ако бидат 45 ВМРО, 45 СДС и овие по 12 дуи Алијанса, без левица нема влада. Така да, моje мислење е дека моментално како што стои ситуацијава, не верувам дека ќе дојдеме у моментов во ситуација да левица биде кингмейкерот, бидејќи ВМРО малце поише се оддели, се валја се точни тие сите анкети, може се и партиски, не знам. Меѓутоа бајаги многу се оддели ВМРО во рейтингот од СДСМ, сега колку тоа ќе се проектира на избори, не знам, ќе видиме, меѓутоа ако има ВМРО над 50 пратеници, ќе се прави со другата албанска партија или блок албански партии влада и нема да им треба уопште левица. А и ја мислам дека и подобро и за левица така да не влегува во моментално со ако со 7, 8, 9, 10 пратеници да не влегува одма влада доколку да не зависи од незе, бидејќи ако не зависи ништо од незе ќе биде декор у владата и нема да може политиките да ги спроведе, бидејќи ќе им кажат излезете си ако не сакате. Ние си имаме 61-2 со сами. И тоа е тоа во однос на проекциите на наредни. Во однос на ситуацијата во која што се наоѓа македонскиот народ, можам да кажам дека твојата партијата во која што членуваш, има добра иднина, светла иднина пред нејзе, нели, допрва треба да се докаже како ќе се однесе кога ќе дојде на власт и се понатаму. Што да прави народов? Чист имаме економска криза, имаме енергетска криза. Не понижуваат на секој чекор, говорам за француски бугарски договор, преспански договор. 3 години се не понижија со Северна, сега дополнително сака да не. Види, едноставно јас не знам што да им кажам, да излезам тука пред камера на гледачите, не знам што да им кажам, како ова може да се промени на подобро. Што треба да се направи? Дали треба да се излезе на улица и да се, што јас мислам дека е најблиску до најприфатливо решение и излез од оваа ситуација, мислам дека е улицата. Па ете, бевме у јули излезени на улица, колку 2-3 недели се излагаше на улицата, меѓутоа самата таа енергија ќе почне јако, ама ако се секојдневни протести, паѓа полека и се помалци луѓе излагаат. Да. Немаат време со работа, луѓе со обврски, со сметки. Добро, мислиш дека помалци луѓе имаше? Така да треба некој друг концепт да се најде конкретно за протести, дали да се одбере некој ден, па да биде малце и во контекст со менталитетот, еден ден да се одбери, тој ден да се у неделата или у 2 недели еднаш да се протестира помасовно, да биде по медиумски малце. Ќе видиме, меѓутоа сега иде зима, сега други проблеми ги тиштат граѓаниве, нема да можат сметки да платат, нема да можат храна доволно да купат, што се вика тие со помали плати, со минимални, па и средна да зимаш со 30 и не се преживува. Што се вика. Така да ќе видиме за зимова. Можеби па ќе има некоја иницијална каписла што ќе излезе 100.000 народ наеднаш на улица, тоа не може да се знае, може од денес утре се случи. Денеска излезе директорката на ММФ, не можам да се сетам, Кристалина ли беше? Кристина Лагард. Не, бугарката на ММФ. Таа уствари. И вели ако не се заузда инфлацијата, дека ќе имаме ова зима немир. Сега дали ќе го гледаме тоа сценарио во Македонија? Дали и да излезе народот, дали мислиш дека нешто ќе се промени, пошто ние искачаме, ја и ти се знаеме 7-8 години, нема протест на кој што не сме биле. Да, буквално.
И прашањето и И па тоа е, што ето, излагаме на народот? протести, пак ништо не се случи, знаеш, кој ќе Ама добро, излезеш сега 3 недели на протести, па ништо нема да постигнеш и малце се губи ентузијазмот, се деморализира народот. Закачнаме, ти си политичар. Зашто политичарите не превземат поголема одговорност, поголема иницијатива, затоа што насоката на радикализација на одредени протести, очигледно власт која што само со сила владее, можеш да вратиш со подеднаква мера. Значи, зашто не се оди на граѓанска непослушност? Зашто не се продолжи, например, не се продолжише летоска со блокадите? Народот, да, ќе се љутеше еден дел од народот ќе поддржуваше, еден дел од народот можеби ќе се приклучеше, ама требаше да има континуирана акција, затоа што доаѓаме до ситуација каде што ако све се потпише и ако све помени, и се изгласаат и уставни измени, више како народ што ќе изгубиме? Што имаме ова со бугарското барање буквално сака душата да ни ја земат, душата на овој колектив на Македонија, на македонскиот народ, на државата, како да кажеме, сигурно има некој дух, душа, тоа е историјата, митовите, легендите, просветителите како Кирил Методи и понатака понови Миладиновци и сите, и тоа сака Бугарија буквално да ни ја земе душата, како ѓаволот што ја зема душа како на приказните. Стварно е така, што ја така. Буквално така е работата и ние сега треба да продадеме душата за да влеземе во ЕУ или да земеме златници или сребреници, како да кажеме, у некој Па да, уште подобро верски муавет. Буквално е тоа и мислам дека нема да успеат во тоа и да се потпише оваа сикофанска влада, да потпише било што и не знам што да направи, ќе дојде денот, дал за 2, дал за 3, дал за 5, дал за 10 години, меѓутоа ќе дојде денот каде што ќе си го вратиме ние тоа. Така било и во минатото, така ќе биде најверојатно и во иднината, кога направиле револуција Карев и Питугули во Крушевска република која направиле, не им успеала, меѓутоа после 20-30 години им успеала на па тоа е суштината на прашањето, дали некоја друга генерација. Така да не верувам дека друга, ја мислам нашава генерација, сега може да бидеме постари 50 години. Нашава генерација сигурно ќе го направи тоа, како што гледаме и геополитиката многу брзо се менува, така да можно и да доколку падне моќта на западот економска и воена и секој смисол како што паѓа со ова темпо, може и многу брзо тоа да го видиме. Поготово во Европа како што паѓа со ова темпо. Чист како ќе ги оцениш протестите бидејќи беше во шаторот? Слободно. Бидејќи беше во шаторот, кампираше и пред собрание и пред влада? Не ми се шебе, тројца бевме од левица што се сакат во шаторот. Како ќе искоментираш ги искоментираш протестите, како се движеше енергијата на тие протести, како наеднаш се издиша? Постепено се издиша, секој ден помалци луѓе излегува, мое мислење. Првиот ден највише луѓе имаше, може 50-60 илјади народ, или вториот ден, да. Па и тоа кога се фрлаше со јајца со све. Зашто се издиша? Што ти е предпоставката? Па моја предпоставка е дека кој да е не може секој ден да излегува на протести. И луѓето си имаат работа, имаат фамилии, деца, сметки за плаќање. И едноставно, а многу луѓе излегува, не од левица, ќе излеземе 1000 души, меѓутоа гледаме и од ВМРО излезат неколку илјади души, гледаме дека повеќето од народот беа неутрален, да речеме, не поврзани со партија, може симпатизери и све тоа, меѓутоа не беа членство и такви работи. И се гледаше дека има ентузијазам кај народот на почеток, полека спласна, дојдоа лето, одмори, кој на одморот иде, кој ова, кој она, разни други обврски и се вида дека при крај више беше доста намалено после тие 2-3 недели, неколку дена пред да се гласа, беше доста, може, преполовено и помалце луѓе излегува. И тоа е тоа, ја мислам, моje мислење дека тоа е проблемот со секојдневните протести, што кога секој ден ја трошиш енергијата на народот, има постари луѓе, секој ден ги шеташ лево десно и се изморуваат, не може секој ден да ти дојде. И треба некој, за протести конкретно, моje мислење, треба некој друг концепт да се направи, дали еднаш неделно, еднаш на 2 недели да се прави, да се пикира некој ден
и да биде онака рекламирано недела дена по сите медиуми и по сите партиски медиумски канали и да се излезе тогаш да излезат 100.000 луѓе. После наредната недела, например, четврток, да речеме, пак 100.000 луѓе да излезат. Па по наредната 150.000 луѓе да излезат. Културно-уметничка програма пред собрание. Протести буквално, и со јајца, гаѓање и со тие балони со бои, било што сега не некоја голема тепачка да има, меѓутоа не се знае, може до тоа да дојде. С тоа секојдневно малце ја троши енергија да се види и со овие протестиве што ги организираше Бетмен и Борис. И таму се трошеше енергија, да таму поише траеше. Поздрав Бетмен друже. Меѓутоа се троши така брзо енергијата и се разочаруваат луѓето, се демотивираат луѓето. А ние сме и онака под таа некоја специјална операција кај што не демотивираат и не ставаат во апатија, за да не се буниме за овие вратоломи што ги прави власта. Добро, Да нема критична маса да се буни. Ванковска член ли е на левица? Не, професор не е Пер? член. Ама е Колку што знам поддржува. е симпатизер, да, поддржуваш, не е член. Добро, денес имаше интересен статус. А може би е член, ама мислам не е активен член, да речем. И имаше Пошто интересен. член можеш кој сака онлайн да Да пристапница да пополни. Да. Имаше интересен статус, вика, додека ние се расправаме со ВМРО, ДПМН и СДСМ, со Тачи и со Мицкоски, светот е пред Трета светска војна. Мислиш дека сме пред Трета светска војна? Па вака работава натака као да се тера, меѓутоа ја мислам дека нема да се случи тоа. Ние сме веќе во Трета светска војна, меѓутоа Трета светска војна во облик на Втора светска војна, кај што ќе има милиони жртви, големи фронтови, големи војни на сите страни, цел свет. Не верувам дека ќе се случи оваа Трета светска војна што моментално се води, пошто сме во Трета светска војна више неколку години, е првенствено информатичка, се води со наративи, со специјални операции. Тек дури сега дојде жешка војна од која Русија влезе зборам за Европа, во Украина, да, нели, по нејзиниот наратив да ги заштити Донбас и русите што и украинците што зборат руски. Запорожје. И нели да се направи тој мост, копнен мост до Крим. Сирија исто, значи, а Обама Добро, кога беше во председател, моментот- нели кажа дека ќе има не знам како жешка линија од Босна до Јемен ќе било тука све со Тој војна. тој е еден од најчитаните Сите мислам земји. америчка текстови на Инфомакс. Тоа го кажа рускиот министер за надворешни Лавров. Линија на огнот, линија на огнот. Не, како е. Обама го кажа тоа во Обединетите нации. Обама го кажа? Да, кога се случуваат арапска пролет и сите тие као шарени револуции. Ама добро, викаш нема со мигранти, да со има свети војна на проблеми. повеќе фронтови. Нема да има општа војна како што беше Втора светска војна. Таџикистан, гори. Ама ќе има такви жаришта различни. Ерменија, Азербејџан, Азербејџан. со тоа што сега гледам по некои од телеграм каналиве објавуваат видеа каде што азербејџански знамења се веат во Иран. Значи, тоа е многу интересен конфликт кај што Мислиш азербејџански ерменски знамења се? Не, азербејџански во Иран, затоа што граничат. Има големо малцинство на азербејџанци во северо Но тој дел, да. да, речем. северо-западен Иран. Па не знам, Иран као политика некако поише ерменска страна фаќа бидејќи Многу интересно беше тоа, да, во Ерменија кој што е христијанска као баланс на Турција да, која фаќа азербејџанска страна, а Русија негде и двете страни ги игра се така. веа знамења на Иран, а во Азербејџан еврејски знамења, затоа што им Да, даваат пошто купуваат од Израел дронови. Да, такви работи, израелски знамења, се верам. И сега полека се отвараат нели нови точки. Го видовме Додик, Република Српска отиде во Русија. Гледаме на Косово дека секој ден се случуваат помали, поголеми инциденти, иако мислам дека Вучич пробува нешто да избалансира за да не дојде до отворена војна. Кина, Тајван не е завршена приказна. Не знам зошто Путин би излегол и би се заканил со нуклеарно оружје ако не е спремен да го употреби. Па Знаеш, добро се. ние луѓето никогаш не предпоставуваме дека може да се случи најлошото. Мене нешто што ми остави најголем впечаток деновиве беше изјавата на Вучич, кој што ова што Да, беше доста драматична изјава, да не е речеме. ништо.
Вучич она е што информиран човек. информиран човек е и морам да потенцирам дека пред да почне војнава во Украина, неколку недели пред тоа, Вучич излезе на телевизија и кажа: луѓе, цел свет се спрема за војна, ние ќе бидеме будали ако не го направиме истото, нели, кога купуваше шекер, брашно, вика, ако се спрема за војна, ќе има војна. И он беше прв, можам да кажам, регионален лидер кој што излези и го кажа тоа, дека нашиве, нели, све ќе биде во ред. Денеска Спасовски го чита, вика, безбедносната состојба е под контрола. Хакерски напади имаме секој втор ден. Добро, се тоа. Имаме Александар, ако не се лажам, имаме центар на НАТО за сајбер војување у Македонија. Кој што не е, ќе се вратам пак на Македонија, не бе во тек, дискутираме со еден дисидент од Инфомакс. Ја го покани во студио. Не кажуваме кој, ја го покани во студио, можеби ќе прифати. Неразјаснето е кај јавноста, а од СДСМ има редовно обвинувања дека ВМРО-ДПМН е во коалиција со Левица. Левица е во коалиција со ВМРО-ДПМН? Па не е во коалиција. Каде? Генерално не е во коалиција. Во совети, во координирање на активности. Не е никаде. Па и у град Скопје, што се вика, ние пуштаме сега иницијативи, предлози, проекти, од нашите советници пуштаат и да речеме пола од тие иницијативи, предлози и проекти се пројдени со гласови на СДСМ. Советници и од друга опозиција. А ВМРО не ги поддржува, ама ние сме се со ВМРО, сега не знам така како изгледа. Некои со ВМРО поминуваат, се зависи од иницијативата, од проектот, колку што сум разговарал со советниците у град Скопје. И они викаат дека повеќето предлози ни праѓаат со гласовите на СДСМ, не знам, за тротинети, субвенции, за што имаше друго таму, сега не ми текнува моментов. Па добро, тоа така, не е нема никаква коалиција, тоа е на една држава. Така и треба да биде, не мора ние сега гасигаки да стануваме, не знам што и све заедно да правиме. Например, многу работи што ВМРО ги гласа, ние не им ги поддржуваме што не ни се свиѓаат. Например, колку што јас сум информиран, вие имате 45 членови на управни одбори во предпријатија во главниот град. Не знам колку се точно, ама ќе речеме ајде. Добро. Нема везе, само мислам дека беше 45 луѓе. Во школи, во ваму, во таму следува, да. Не знам колку има се само колку има ВМРО. Тие ни се највише да не информираат што се случува во тие предпријатија, доколку има некакви индици за криминал да реагираме. Сеција дека сте во коалиција со ВМРО. Па не е тоа, таму има, ВМРО више излезе, сите директори дадо оставка, ние имаме, не знам, 20 или 3 директори во КИЦ, и во библиотеката, и во музеј, во културни институции, кај што не може нешто... Ама ако не даваат вашите оставка, значи се сте у коалиција со Даниел Арсовски. Не се јавил Мицко да бара да дај оставка. Не знам. Така да, добро си работат директорите таму, сега КИЦ имаше тоа, звукот на Скопје, излеговме, констракта, интересна програма имаше и во Чаршија и тука кај плоштад Мајка Тереза, кај... Така да, супер си работи дечкото. Добар е, го живна малце КИЦ, пошто што се вика, не знаеме дека постои нешто, дека има нешто да се случува, тој културно информативен центар. Така да, очекуваме многу од нашите директори да подобрат некои работи. И тоа е тоа, тоа е буквално генерална проба за еден ден кога би дошле на власт, како би владееле. Така да, конкретно за преска што за ова, сакам нешто да кажам само. Си Лилијан Оган, да ве потсетам што зборите. Значи, Третата светска војна моментално се случува. Више економската војна на Америка и Европа против Русија со санкциите фактички објавена војна. Да. Војна ти кој правиш војна меѓу две држави, ти економска војна правиш и финансиска војна. Само што да речеме НАТО војници не пукаат, мада има и платеници во Украина и сега види кој ќе ги најде, дали се платеници или дали се испратени контрактори, да, бивши некои пензионирани НАТО војници од НАТО земји, да речеме, има еден тон илјадници, викаат русите, се колку точно се може превеличуваат, не знам. Меѓутоа украинското оружје веќе
заменето со западно оружје или тоест од западниве земји, од НАТО што им даваат оружје. Гледаме слики со илјадници тие стингери на лав, не знам како ги викаат за противтенковски. Така да само што американски војници као војска, као структура не се борат у Украина, се борат украински војници со поддршка на НАТО. А економската војна и финансиската војна што се направи со Русија, гледаме дека многу не ја оштети руската економија, може малце ја гребна, меѓутоа европската економија се уништува комплет. Како успеа русите тоа да го направат? Јас викам дека најдобар генерал у армијава на Путин е токму на директорката што е на Руската централна банка. На Булина? На Булина, да. Без конкуренција. Па она е немаше битка која што ја загуби. Например, се кара со кој што пратев, она многу попесимистички прогнози имаше за руската економија и дури самата изненадена колку што читам дека толку добро успеа да се справи руската економија. На крај на годинава се очекува пад на економијата од 2%, што е помалку од падот што го има за време на корона. Да. Кога имаше локдауни првата, втората година. Така да минимално е штетата на руската економија, е многу минимална за разлика од штетата на првенствено европската економија, американската економија не. Сега целата моќ на Западот, на Америка и на Европа е тоа што имаат резервна валута. Доларот, нели, е резервна, еврото е полурезервна, да речеме, 20% може од трговијата се случува во евра, 70% во долари и рестото е 10% од фунта, а не за франак швајцарски. И мислам дека Путин таму им спрема некој голем удар, се гледа дека БРИКС сака да направат своја резервна валута која ќе биде поддржана со газ, нафта, со тие basket of commodities што викаат, газ, нафта, жито, све што има, метали, злато, сребро. А американската резервна валута не е поддржана со ништо, поддржана е од Саудитска Арабија, само со тоа што нафтата се тргува ексклузивно у долари. Тоа ако го изгубат, пошто гледам и Саудитска Арабија се договара со Кина и со Индија да си тргуваат у нивни валути, со Русија у нивни, Русија и Кина више со години тргуваат у нивни валути, Индија се приклучува тука, Бразил, Јужна Африка, други афрички земји се сакаат, гледам и Иран сака да влезе во БРИКС и Саудитска Арабија, така да двете одеднаш ако влезат и меѓусебните проблеми што се вика што ги имаат тие некои тензии меѓу Саудитска Арабија и Иран ќе ги минимизираат пошто ќе бидат у еден блок. И тука Путин спрема некој удар финансиско-економски што може да ја сруши таа западна хегемонија и тука мислам дека најголемата опасност Добро. Нели Кина го има тој клучот за тој голем економски удар? Знаеш зашто говорам? Говорам за големите градежни компании во Кина кои што се сочуваат со сериозни економски проблеми. Говорам за Evergrande, значи ако падне тој дел од кинеската економија, мислам дека тоа ќе биде она последната капка во чашата која што ја прели. Затоа што тоа се работи за милиарди долари кои што буквално висат во воздух. Во моментов мислам дека кинеската влада некако пробува да го исконтролира целиот тој процес и да биде гарантор за долговите на тие фирми. Почна го запреа, мислам дека тргувањето, но станува збор за огромен имот кој што во моментов не е населен, кој што не може ги допраат зградите кинескиве компании, големи градежни. Зашто? Бидејќи буквално цело време работеле на кредит, работеле со загуба, не стигнале да ги довршат сите проекти со корона локдауните и се е тоа. Короната многу такви некои фирми што отишле над своите можности ги пресече, пошто 2 години немаше економски активности многу. Така да ќе има многу банкроти и на запад и на исток, на фирми такви што гледаме дека ова зборам за компании кои што можат да ја срозат кинеската економија, а таа видовме како должничката криза на пример во Европа, претходно и во САД, значи буквално го срозија целиот свет. Економски говорам. И сега ние сме тука во толку ранлив период од историјата што такво нешто би било
значило тотален колапс. Кина, тоа што ќе би пропаднала фирмата, да, ќе има штета, да речеме, по кинеската Evergrande. Би имала штета по кинеската економија у приватниот сектор. Меѓутоа, кинеската економија е 70-80% планска економија и државни фирми, државен сектор. Така да тука у државниот може Кина многу лесно да интервенира, да ја откупи таа фирма, да стане државна или било што да направи нешто. Ама сака да предизвикаат криза, сакам да кажам дека многу лесно може. Прашање е каде таа фирма се задолжила? Дали се задолжила во кинески банки или се задолжила во американски банки? Ако се задолжила во некои американски банки, ќе има штета поише американски банки. Видоа колку што знаеме, Кина е најголемиот држител на долгот на САД. Така да Кина и САД меѓусебно многу зависат една од друга, што гледаме дека оваа администрација на Бајден и на неоконсиве и на неолибераливе многу сака да провоцираат Кина у Тајван, што мислам дека им е многу лоша тактика и лошо смислено, бидејќи Кина ќе преживее некако без Америка, меѓутоа Америка без Кина нема да може да преживее, бидејќи цела индустрија америчка од најситни детали до не знам машини до све се произведува во Кина. И ако Кина го запре тоа производство, да, ќе има сиромаштија, ќе се зголеми во Кина, меѓутоа Америка ќе нема да може кола една да произведе или било што. Ега Александар. Кажуваш што се деша? Да се насмееме и ние? Не. Ама добро бе, човекот нека дојде. Ти се шо? Ја не можам да разберам. Нека дојде нека објасни, немам ја Проблем со тоа. Мене ми е интересно. Да, Well Entertainment држи во темата цела емисија, имам и многу јаки мемиња што ми ги пушти. Така да пушти што некој. Да. Неодамна пишував за Битно што знам да кажам. Нема потреба за нервоза. Ја имав една порака, тепај Александар, тепај. Ќе издржиме. Издржете се, шо е ова? Шо дали ќе издржите? Издржете. пријатно ќе му напрестат. Пајам на водници, не нешто. Имав еден, мислам, мини колумна беше за тоа што ги следува Европа сега ќе дојде ова нелошо, кога ќе дојде кризава, затоа што западноевропските држави секогаш, значи без исклучок у својата историја, кога се наоѓаат у кризна состојба, дали економска, социјална, политичка, било како, секогаш наоѓаат непријател кај другиот. Кај некој друг. Путин е крив за инфлација и за све. Да, ама приказнава со Путин, гледам, ќе помине. Мислам, не ја примаат, народот не ја прима, ќе стане више, да. Пред 70-80 години биле криви евреите, не знам предходно кој бил крив. Сега го слушав Орбан, кој што многу го почитувам и со многу работи се согласувам со него, ама тоа ми исплаши неговата изјава која кажа дека не можеме да говориме за европска нација ако нели има мешан етнички и било каков идентитет, боја на кожа и така натаму и така натаму. Прашањето ми е дали ќе ни се врати фашизмот во Европа. Зашто го говорам ова, бидејќи во Италија у недела имаме избори. Најверојатен победник ќе биде Италијанското братство. Таа е партија со која што раководи Мелони. Мелони во својата историја важела за профашистички политичар кој што има видеа како го фали Мусолини да. И неговата работа. Така да, дали ќе ни се врати фашизмот у Европа? Еве сега како комунистичка, антифашистичка партија те прашувам. Па ќе видиме што ќе се случи во Италија на изборите. На претходните избори, например, победи со огромно мнозинство таа некоја си 5 звезди радикална левица, 5 звезди, меѓутоа како и Сириза во Грција, таа радикална левица ги продаде своите постулати и својата, да речеме, идеолошка матрица и отиде фактички со либераливе, со Ренци, отиде да прави влада, така да ќе видиме таа колку ќе освои, според анкетите многу се паднати во рейтинг. Така да и некоја радикална десница ако дојде, радикална,
фашистичка. Ќе видиме како ќе бидат на власт, може па ќе се смени комплетно на власт. Не, мене ми е страв на пример да не Пошто на да пример биде- едно време и Салвини беше да речеме радикална десница, фашисти, го вика, па беше една година колку беше на власт, па малце намали радикалното. пособери. Да, а сега се комплетно онака станува класична десница, обична десница, близу центар. Така да ќе видиме што ќе се случи. Не верувам дека Малони да победи, ќе има да речеме толкава апсолутна моќ да освои мнозинство, па сама да владе, па ќе мора да прави некој Па компромис. добро, тука е лега на Салвини кој што најверојатно ќе помогне да направи малцинство. Знаеш од кој аспект изборам? Да не почнат да бидат видовни за економската ситуација малцинствата. Ја знам турското малцинство. Па во Италија доста се против овие мигранти што се доста ги обвинуваа. Да, ама да не гледаме едно такво сценарио како што сме гледале пред и за време на Втората светска војна, бидејќи Западот не е научен да губи. Јас гледав видео. Да, на пример кога се распадна Советскиот сојуз имаше џентлменски договор да нема војна, се повлекоа Советите, се распадна да речеме. Сега кога гледаме дека овие таа западна хегемонија не може да ги издржи бремето на времето што се вика на денешницата, не може више да се носи со конкуренти што растат као Кина, Индија, Русија и други поголеми држави, регионални сили, не можат да се носат со конкуренција и сакаат да уништат таа конкуренција и не бират средства. Така да гледаме дека на Западот, што викаш ти, не им одговара да губи, меѓутоа јас сепак мислам дека они ќе имаат сега два непријатела, и Истокот, и Русија, Кина да речеме, меѓутоа ќе имаат и домашното население ќе им биде непријател, кој ќе се буни ради сметки, ради ова, зборам за политичките елити, пошто треба да правиме некоја дистинкција меѓу обичниот човек и политички елити, бидејќи на Западот поготово политичките елити се скрос одродени од обичниот човек. Урсула фон дер Лајен ќе зима 20.000 евра плата и не знае дали ќе се зголеми за 2-3.000 евра сметката дома за струја, не и менја, меѓутоа на некој што зима 3-4.000 евра плата ќе му менја многу, да речеме. Да, кај нас ние па сме учени 30 години во некоја полубеда да живееме. Така да не знам, нас ќе ни падне тешко, меѓутоа нема да ни падне толку тешко како што викаат старите, кој ќе паднеш од коњ на магаре е многу потешко. Да, а ние цел живот сме на магаре, така да ќе на помалецко магаре ќе бидеме, ама овие од авион ќе паднат на магаре на Западот, така да што нив многу шокирачки ќе им биде тоа и многу тешко. А Западот поготово Западна Европа се ослонуваше на ефтината руска енергија за да гради јака социјална држава со јаки социјални бенефити за луѓето и комплетна технологија и индустрија да гради со помош на таа ефтина руска енергија која у наредни 2 години не верувам дека ќе им биде достапна. А можеби за понатака. Види, сега во ситуацијата во која што сме, мислиш дека полека се буди и таму тој обичен човек и сваќа што му се случило. Например, говорам, американците можеби со Трамп делумно се разбудија бидејќи сватија дека целата нивна економија, целото нивно производство и тоа се види и за време на корона кризата дека не е кај нив. Кога видеа дека немаат маски доволно за луѓето, имаат буџет за војска од трилиони долари. Да. Мислам дека им 3 трилиона. колку? 3 трилиона. 1,3 трилиона. За Пентагон, да. Да. Значи, кога го сватија тоа, мислам дека почна кај нив будењето. Дали сега ќе го имаме тоа во Европа? Затоа што гледав, ти сме ги објавувале видеа. Има се тепаат буквално по улица хиндуси и муслимани во Британија. Добро, ама тоа го има Нема дали ме јасно што направиле? Што направиле со своите држави? Па види, сега која политичка несреќа елита се гледа дека сака да ги закрвари лево, десно, Трамп против, не знам, леви сили. Значи, све што може да направи таа политичка елита да отргне спотлајтот од нив дека они се криви за сите проблеми, со тоа имаат некоја стратегија на делење на народот, леви, десни, црни, бели, пакистанци, индици, не знам, шпанци, кинези, јапанци.
за да народот не се бори меѓу себе и да не се обедини никогаш, за да не ги, ако се обедини народот, нели они ќе да. паднат. Ајде да видиме да ценим ситуацијата во Иран. Така да ќе видиме што ќе се случи, ќе биде интересно. Да цениме ситуацијата во Иран. Па јас по тоа што го гледам по видеата, иако нема многу кои што излегуваат од таму, тоа е по мене уште една класична шарена револуција. Обид за шарена. Ден претходно Претходно Иран имаше сериозна испорака на да, за Русија. Иако негира, но ги гледаме на терен како работат и доста се ефикасни. Ден претходно имаше огромна испорака на дронови. Ирански дронови кои што ги купи Русија и другиот ден нели ја убија, како се беше девојчица, не ми текнува. Така се вика револуцијата по незиното Да, име. не можам да се сетам ни јас, ама види, не оправдуваме, предпоставам, никој студио тоа што се прави таква репресија врз жените и така натаму. Суштината на проблемот е што исламистичкиот режим кој што владее во Иран е резултат пак на претходна шарена револуција која што прави Америка И што го бута шахот на Иран, да. Не го бута шахот, бута легитимно на избори демократски избрана влада која што сака да ги национализира сите нафтени и гасни полиња у Иран. Да. И одговорот на народот е не идеме со Аллах пред нас и ќе се бориме против американци и се што е нивно влијание. Едноставно тој непријател е создаден, тој непријател не е дојден од воздух. Не, ако што гледам во Иран, тоа е обид за некоја револуција, да речеме, таква финансирана од странство. Мислам дека ќе биде неуспешен, бидејќи многу ја дујат сликата. Иран е огромна земја и сега ако протестирале 2-3 у тој град, 2-3 у оној град, не значи тоа дека ќе го бутнат режимот во Иран, да речеме, или власта во Иран. Тоа у никој случај. И сега тоа е пропаганда едноставно да се надое, како што беа овие протестиве во Русија за мобилизација, сега 1000 души во Москва, што е тоа, ништо не. Москва е 15 милионски град. Да, имаше и една И у Апсиле 100, Да, имаше силна пропаганда дека Дека русите бегале екзодус. Па и гледавме и тоа, ама и гледавме ама и денеска имаше една снимка на исто рецери за за мобилизација. мобилизација, да. Така да тие две пропаганди се работат нели една контра друга. Вистината е негде на средина сега. Програма Која што ја спонзорира Сорос, УСАИД на времето пред уште пред Мајдан, ама беше Мајдан влезе како дел од таа програма, Цинк. Цинк таа заврши работа во Украина, ама некако шкрипеше во Белорусија, во Минск, таму се деси. И во Казахстан. да. Па таму да не влезе, а тоа кој беа да влезе, Русите влегоа, може и ќе успееше. Оној колективниот договор за Добро, Казахстан е многу голема земја, мало население, така да лесно, поедноставно е за контрола. Мекиот стомак Да. на Русија е тоа. Ќе го искоментирате као блеф или као реална закана она што го кажа Путин дека не се исклучува и нуклеарна опција. Па не, он се кажа ако доколку ни биде загрозена државноста, суверенитетот, ќе одговориме нуклеарно ако има потреба. Добра логика, Милош, која што дека утре Кога ќе заврши референдумот од Донбас, тоа веќе ќе биде руска територија, а таму има странска војска. Територија, меѓутоа руската државност нема да биде загрозена, да речеме. Добро, суверенитет значи контрола над целата територија на државата. Или таму ќе има референдум и утре дента од референдумот, па Украина ќе има дел ќе држи, Запорожје ќе го држи, третина од Донбас, ова од Донецк ќе го држи, така да. Има тоа е делови. референдумот според мене е само средство легалистичко во Русија која ќе ги абсорбира тие територии, нели, ако бидат успешни референдумите како што им е планот, да биде тоа руска територија, да може он таму слободно војска, полиција што сака да праќа, да не биде ограничен со закони, со такви работи, со правни работи. Да може тие 300.000 одма да ги пушти таму. Да. После час и 30 минути точно. Да. Машал. Филмовет као за прв пат
Тука предлагам да ја завршиме емисијата. Утре тешки моменти со Палчо, ист термин. Читате Инфомакс, добивајте ги информациите без цензури и секогаш први, штедете пари затоа што веќе е економска криза. Поздрав!